Денеска ги продолжуваме нашите средби, односно кампањата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, институциите на терен. Секоја сабота во различен регион во државата, во различен град, средба на сите директори и на сите чинители, сите одговорни луѓе од земјоделскиот сектор, од владата, Министерството, директорите на агенциите, со земјоделците, со граѓаните, директно соочување со проблемите, предлозите и сугестиите кои што доаѓаат од страна на граѓаните, но и директно промовирање на нашите мерки и политики кои што се во функција на враќање на парите назад кон граѓаните. Ја продолжуваме праксата и нашето клучно ветување дадено пред граѓаните за редовна и навремена исплата на субвенциите. Вчера се исплатени 332 милиони денари или 5,5 милиони евра субвенции на над 26.300 земјоделци за субвенции за житни култури, тогаш кога им се потребни. Овие пари ги враќаме назад кон земјоделците за повторно да ги вложат во новото производство оваа година. Минатата недела се исплатија 16 милиони евра за субвенции за грла добиток, односно неселективно во еден ден целосна исплата на субвенциите на сточарите. Предходната недела 9 милиони евра добија лозарите од Тиквешкиот регион во еден изден неселективна исплата согласно календарот за исплата на субвенциите. Земјоделците ги добиваат субвенциите тогаш кога им се најпотребни. Ова беше клучно ветување на премиерот, на владата, на Министерството, на сите нас пред граѓаните. Оваа година ја продолжуваме финансиската поддршка за зголемена финансиска поддршка за 20% повисоки субвенции за поледелските култури за земјоделците со развиен потенцијал и 10% зголемени субвенции по грло добиток за истата развојна категорија. Овчарството е важна гранка на овој регион. Во новата програма за директни плаќања во земјоделството за 2019 година, токму затоа воведуваме низа на нови мерки, како што е зголемувањето на поддршката за предадено овчо млеко на 4,5 денари по литар. Дополнително, преку програмата за рурален развој обезбедуваме финансиски средства за фотоволтаични колектори и за водопоила на бачилата. Преку програмата за рурален развој за оваа година во мерката за набавка на добиток драстично ја зголемуваме поддршката на барање на сточарите. Ако минатата година предвидовме околу 200.000 евра, оваа година 90 милиони денари или 1,5 милиони евра се обезбедени за набавка на приплатен добиток по нови критериуми кои што ги бараа сточарите, односно по олеснителни критериуми за нив. Со цел правилна распределба на субвенциите во следниот период, заеднички со Агенцијата за храна и ветеринарство презимаме активности за утврдување на точниот број на овци. Од овој месец до 30 јуни ќе се спроведат активности за земање на крв за испитување на бруцелоза од сите овци, вакцинација, како и вакцинирање на кај овците кое што ќе биде субвенционирано со 50% од страна на државата. Во делот на градинарството ги олеснуваме критериумите оваа 2019 година, односно воведуваме принцип на вкупна засадена површина која што ќе се пријавува збирно за сите градинарски култури, а не поединечно. Со тоа ќе го намалиме бројот на земјоделци кои што во претходните години поради овие сложени процедури беа одбивани за субвенции. Во делот на производството на јаболка, кој што исто така важно за овој регион, субвенцијата за предаден килограм ја трансформираме во нова, односно во основната субвенција по површина која што годинава е драстично зголемена. Односно финансиската поддршка за одржување на насади со јаболка од 33.000 денари оваа година во програмата е зголемена на 41.000 денари по хектар. А за оние овоштари, производители кои што се во делот на развојната категорија, односно имаат површини од 1 до 5 хектари. Оваа поддршка која што до претходната година беше 33.000 денари, за оваа развојна категорија во оваа 2019 година ќе биде 50.000 денари. Дополнителни 15% или 57.500 денари по хектар ќе добијат овоштарите кои што имаат производство на поголеми надморски височини. Значајна
зголемена поддршка за овоштарите во државата. Воведуваме, односно воведовме оваа година и нова мерка за малите земјоделски стопанства. По сугестија на Европската Унија, да ги оделиме малите од развојните. Оваа година, за оние кои што имаат површина до 1 хектар од било која култура, ги оделуваме во една категорија и тие ќе добиваат 6000 денари по хектар, оние кои што имаат до 0,5 хектари, односно 12.000 по хектар, оние што имаат до 1 хектар. На овој начин, 13.000 мали земјоделски стопанства, кои што сакаме да ги задржиме во родните села, кои што сакаме да ги задржиме во земјоделството, да не се откажат, туку да останат во своите средини, во руралните средини. Им даваме зголемена поддршка за околу 2 милиони евра повеќе средства. Оваа 2019 година ќе биде година на младите фармери во Македонија, затоа што ја зголемуваме поддршката за 100%. Од 10.000 евра оваа година со измени на Законот за земјоделство и рурален развој, неповратните грантови за вистинските млади фармери кои што ќе останат во државата, во своите рурални средини ќе добијат грант од 20.000 евра. При тоа ги улеснуваме и административните критериуми или пречките кои што во претходниот период ги има самите. Освен националните програми со низа на развојни мерки, особено за развојот на сточарството и на говедарството се и мерките од ИПАРД програмата, кои што се важни за модернизирање за земјоделството и за кои што веќе се подготвуваат нови повици и огласи. Да подсетам, Македонија е лидер во регионот, Република Северна Македонија е лидер на искористеноста на ИПАРД програмата во 2018 година во споредба со сите земји од регионот. Благодарам.